Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Ние сме повеќе инструктори, 7 инструктори. Јас и јасна сме основачи на трините. Се бавиме многу одамна со спорт. Јас имам тренирано модерен балет, јасна со гимнастика. Цел живот сме во спортот и едноставно тоа спонтано се дојде да го отвориме трините и да се бавиме со ова. Значи школава постои втора година. Ние работиме веќе 10 години, а основачите на клубот сме јас и јасна. Вака, значи ние имаме 3 дисциплини во клубов. Тоа се јога, фитнес и пилатес. Значи во превод трините значи body, mind and spirit и за се ти е потребно да го уклучиш телото, да го уклучиш умот и да го уклучиш духот. Значи клубови од ваков тип во последно време се отворија доста, меѓутоа мислам дека Тринити е само еден клуб со овие дисциплини, затоа што опфаќаме нели и по фитнес и некои други дисциплини, мислам дека сме единствени во ова. Значи се познаваме многу долго време. Јас и јасна, па неодамна сме запознаени со другите инструктори, сите се вклучени во некаков спорт, сите работат со љубов на тоа, на сите ни е пасија спортот и некако спонтано низ годините ни дојде оваа идеја за трините. И мислам дека е многу добро пријатели кои што спортуваат да прават вакво нешто што работат со љубов. Значи вака, во трините се вежбаат повеќе дисциплини. Прва беше пилатесот. Значи не држиме класичен пилатес, малку помодифициран, power пилатес или fit cardio пилатес. Држиме PDVSX програмата. Тоа е најпознатата фитнес програма, која што е многу добра за трансформација на телото. Држиме јога, значи power јога, fit јога и пол фитнес. Да, значи вака, во сите дисциплини, дури во пол фитнесот, имаме запишано и мажи. Бројката е апсолутно еднаква, значи пола мажи, пола жени. Се има некои групи кај што се повеќе жени, во зависност значи од дисциплината. Мажите кај нас имаат малку предрасуди за пилатесот, меѓутоа не треба да е така, бидејќи тоа е доста тешка дисциплина која бара многу посветеност, концентрација и мислам дека треба да работат и мажи. Значи вака, може да се класифицира во гимнастика и балет. Значи секој кој што почнува со пол фитнес треба да има некој од тие два сегмента, иако има и многу почетници кои никогаш не се бавеле со тоа, меѓутоа многу од вежбите за загревање се значи базата е гимнастика и балет, бидејќи движењата треба да се нели силни, цврсти, а воедно и елегантни. Така, значи во светот не е нов спорт и нова активност, значи ова подолго време се практикува, дури ќе стане нели дисциплина за олимпијада, затоа што се класифицира како фитнес. Меѓутоа кај нас е како нова гранка, има и други клубови кои што го држале нели овој во Скопје, меѓутоа не знам зашто луѓето имаат малку предрасуди, затоа и кај нас е покасно дојдено. Да речеме, ета, отприлика година дена го држиме ова. Вака, еден обичен тренинг од овие дисциплини што се нели пилатесот, фитнесот и јогата, трае 1 час. Секој тренинг почнува со загревање, потоа тренингот секој час се менува врз основа нели на програмата која работи инструкторот, завршува со тегнење. Ефективниот тренинг трае 50 на минути, значи 5 минути загревање и 5 минути тегнење. Пол фитнесот исто така трае 1 час, започнува со загревање, со истегање за да телото убаво се загрее, бидејќи нели шипката бара малку повеќе концентрација и телото треба да е баш загреано.
Значи вака, нашите тренинзи се поделени како на 3 пати неделно. Зборувам за овие вежбачките што се фитнесот, јогата. Понеделник, среда и петок или вторник, четврток и сабота. Меѓутоа некоја од вежбачките што е поспремна и на некој ако му бара телото повеќе, може да вежба и повеќе, 4 пати, 5 пати. Сега јас сум за тоа дека треба луѓето и да се одмара, значи најубаво е да вежбаат преку еден ден или пак ако е некој доста спремен, бар 1 или 2 дена во неделата рекавери да прави. Значи идните планови, немаме некои посебни планови, меѓутоа цело време планираме некои нови дисциплини, да пратиме некои трендови за вежбање, да се набердуваме, да бидеме пример за вежбачите, тоа сега. Значи пилатесот би го препорачала, бидејќи вклучува различни вештини од западни и источни култури. Го препорачувам за тоа што мускулот станува вретеност, бидејќи било каков проблем со грбот, со кичмата или било каков друг физички здравствен проблем се решава, бидејќи не е нели само физичко вежбање, дека го вклучува и духот, и умот. Едноставно многу е добро без разлика за машко или за женско. И доколку е поспор, се препорачува нели за луѓе што не сакаат толку напорен тренинг, и мислам дека е многу окей. Фитнесот, значи го препорачувам бидејќи има доста кардио, има доста вежби со тежини, за луѓе кои што сакаат да стигнат прекомерна тежина, за луѓе кои што сакаат да се физички спремни, за здравје, за издржливост. Апсолутно треба секој да вежба, бидејќи ќе се чувствува многу добро. Јогата се знае дека е единствено најдобра и дека секој треба да прави бар еднаш неделно. Значи во програмиве ние што ги работиме, поготово по Pina Intex програмата, се препорачува еднаш неделно јога. Не заради нешто друго, туку само заради јогата. Значи тоа е спиритуалност и е поврзано со умот и треба сите да го правиме, бидејќи во тој момент се исклучуваме, значи си присутен сам со себе, сам со тебе, со телото, со умот и треба сите да го прават. Пол фитнесот го препорачувам бидејќи за луѓе кои што не се толку слободни да си го усетат своето тело, дека може да си го усетат и баш да се опуштат и да се забавуваат. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't